Добро вечер. По празниците 360 степени се враќа на првиот канал на македонската телевизија секој понеделник и четврток вечерва со интервју со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кадар на ВМРО ДПМНЕ. Ке разговараме на серија теми од надлежност на ресорот со кој раководи Андоновски. Например, прашањето за роаминг во ЕУ по цени како дома, темата за дигитализација не само на услугите, туку и на личните документи, е-киосците, студентските ваучери, како и за некои набавки. Господин Андоновски, добре дојдовте во 360 степени. Добре, најдов, благодарам за поканата. Ке ми дозволите, бидејќи прво интервју за мене оваа година, да им ги честитам новогодишните празници на сите гледачи на македонската телевизија, а и божикните празници на сите оние кои ги слават. Да им посакам овој позитивен дух кој што е околу празниците да не следи во текот на целата година. И вам среќна и успешна 2026 година. Од 1 јануари граѓаните на Украина и на Молдавија можат да разговараат додека се на територија на земјите членки на Европската унија по цени како да се дома или за нив почина да важи, како се вели, роаминг како дома. Зошто тоа не се случи и со Македонија? Ова прашање е едно од најважните кои што не засега и сметам, барем според моје мислење, на ниво на визната либерализација која што се случува, затоа што навистина се чувствува придобивката да бидете дел од поширокиот европски простор и во рамки на телекомуникацијскиот свет. За нас беше топ приоритет, но во ниту еден момент не бевме поставени во групата на Украина и Молдавија, кои што први го започна процесот практично кој што беше инициран и од војната во Украина и од напливот на бегалци од Украина кон Полска и кон останатите држави. Ако го гледаме принципот на сениоритет, да речеме, во однос на тоа кој кога станал земја кандидат, двете земји, Украина и Молдавија, стана кандидати во 2022. Точно. Македонија е кандидат од 2005. Нели беше логично по тој принцип Македонија да биде дури и пред овие две земји? Би се согласил со вас ако денеска бевме и држава членка, затоа што ние преговорите ги започнавме со Хрватска и ќе беше политички коректно за ако ги исполнуваме сите услови, тогаш да станеме членка заедно со Хрватска, но тоа не се случи. Овде поентата ми е дека има две страни во договарањето за роаминг како дома, едната е политичка и едната е завршувањето на домашната задача. Политичкиот аспект поттекна како проект од Украина и заради тоа тие беа ставени на брза лента и нивниот процес е завршен, а тие можат да ги користат услугите од оваа година. За нас, како и за државите Црна Гора и Албанија, беше најавено дека процесот ќе се одвива во текот на 2026 доколку ние ги имаме исполнето домашните обврски. Уште малку. Ставно збор за нефер и непринципиелен однос на ЕУ или за отсуство на иницијативност од земјите од регионот, вклучувајќи и Македонија? Не би се сложил дека е отсуство на иницијативност, затоа што за прв пат се повика Европската унија да обезбеди подеднакви роаминг услови за Македонија и за регионот уште на почетокот на Берлинскиот процес, кога тоа беше овозможено за државите од Западен Балкан. Што значи дека и моите претходници и претходните влади се обидувале на некој начин да дискутираат, но ќе дојдам до тоа дека за жал не беше завршена домашната задача. Вториот аспект, политичкиот, сметам дека потекна од Украина заради кризата и беше вграден во договорите со Украина и со Молдавија во моментот кога тие беа подпишани. Кај нас и кај Црна Гора и Албанија нема подпишано таков вид на договор, што значи ќе треба билатерално да се договараме. Во нашите договори за стабилизација и асоциација не стојат прашањата на роаминг како можност за ослободување во текот на пазарот. Околу домашната задача, ние требало уште од 2018 година да го прилагодиме Европскиот комуникацијски код. Тоа е еден голем законник на Европската унија во нашиот закон за електронски комуникации, уште 4 други регулативи, 2 од 2016, една 2018-19 и една 2022. За жал, ниту една од овие регулативи не биле пренесени во македонското законодавство. Ние направивме еден голем чекор со донесувањето на законот за електронски комуникации во текот на 25-та и на крајот на 25-та дополнително го доусогласивме. Може ли ова да ми го објасните, бидејќи навистина не ми е јасно, зошто со оглед на тоа што се носеше нов закон за електронски комуникации во летото минатата година и тоа знам дека беше означено како историски чекор, бидејќи го носевте заедно со законот за сајбер безбедност, мислам дека.
4 закон. Сега, во јули нов закон, во декември измени на истиот закон. Зошто во јули ова што во декември сега го усвојувавте не беше дел од тој пакет? Првенствено затоа што стануваше збор за фаќање на рокот јуни 2025 околу реформската агенда, што беше наша обврска. Од втор аспект, ние го немавме тогаш изработено акцијскиот план за роаминг како дома. Што значи Европската унија немаше разјаснето кои се барањата кои што доаѓаат од Европската унија, а се однесуваат на роаминг како дома стрикно, освен Европскиот комуникацијски код. Кај него ни требаше период да го доусогласиме, од јуни до декември работевме на доусогласување. Ама само ја следам логиката на тоа што го зборувате, велите од 2018 сме знаеле што треба да направиме? За жал, никогаш не е направен акцијски план, можеби не бев доволно јасен. Од 2018 до 2025 немало во државава акцијски план што е потребно да направиме за да стасаме до роаминг како дома. Ние направивме 4 гап анализи во текот на втората половина на 2025 во кој што точно знаеме кој член од која од регулативите треба да се пренесе како измена на закон, а кој член треба да се пренесе како измена на дополнително треба да се менува законот за електронски комуникации. Законот за електронски комуникации, најдоцна до февруари ќе го завршиме процесот на промена на законот за електронски комуникации. Еве сега во декември не го направивте тоа? Не беа готови гап анализите. Дури можно е да се случи ситуација затоа што измената правевме заради реформската агенда, оваа измена во декември, може да се случи да Европската унија бара и дополнителни измени, за жал не ни беше одговорено на барањето дали законот ваков е усогласен со барањето од реформската агенда. Чекавме отприлика околу 40 на дена од Европската унија, што заради празниците, што заради зафатеност не ни беше одговорено. Влеговме во измена за да ние нашата задача да се ја завршиме, но ќе очекуваме во текот на јануари дополнителни коментари. Имате една изјава во септември дека обврските за роаминг како дома ќе ги исполниме до декември. Сега зборуваме за дополнителни услови што треба да се доработуваат во текот на следните месеци. Зошто не успеавте до декември? На 1 октомври ја кажав таа изјава, реков до крајот на годината. Внимателно следев и сметав дека со овие измени ќе бидеме готови. Можеби некоја техничка моја можеби грешка, но си дозволив да го проложам рокот до втората половина на февруари ќе бидеме готови. И што е реално кога македонските граѓани ќе може во ЕУ да зборуваат на телефон, да праќаат пораки, да користат интернет по цени како што ги имаат дома? Да бидам до крај искрен, тоа ќе зависи од политика. Затоа што ќе се случува во текот на 2026 година. За мене и тогаш кога првпат ја споменав оваа замисла и идеја беше дека ние мораме да се ги завршиме нашите домашни обврски и тие ќе ги завршиме до февруари месец. Останатото ќе биде лобирање и ќе биде договор на ниво Македонија Европска унија и Западен Балкан Европска унија. Се појавија некои да зависи само од нас. Се појавија некои неофицијални информации дека можно е од десен тоа да се случи. Да речеме ако ја следиме логиката на тоа каков беше распоредот на одлуки за Украина и за Молдавија, за нив одлуките Советот него ги носеше во јули за да стартуваат од 1 јануари оваа година. По таа иста логика, некаде во март, да речеме, би требало да бидат донесени одлуките за Македонија, евентуално Албанија и Црна Гора, за од септември тоа да стартува. Реално ли е тоа, можно ли? Што се однесува до нашата домашна задача, целосно реално, затоа што ние обврските ќе ги исполниме, можам да кажам, први во регионот, што беше првиот таргет. Во исто време согласуваат и Црна Гора и Албанија, но останатото ќе биде политика. Ќе биде едноставно одлука на Европската унија да го преземе овој чекор. До мене стасаат и неофицијални информации, јас ги коментирав малку и во јавност, дека можно е тоа да се случи во втората половина на оваа година, а не во 27-ма, но сето тоа ќе зависи и од нас од домашните задачи, но и од лобирањето и од политиките во Европската унија. Ова е многу важен чекор и се надевам дека ќе постои свесност дека ЕУ дека отварањето на ова прашање, на овој проект ќе биде од огромно значење за сите граѓани. А можно е Црна Гора и Албанија пред нас да ја добиат поволноста, бидејќи се појавија и такви информации јавно? Тоа го прочитав, тоа беше напис на еден портал од Брисел, не од Балканот, кој што потоа беше погрешно пренесен. Се цитира една изјава на претседателката на Европската комисија во која што коментира дека за Црна Гора постои можност, но не ги коментира другите држави. Тука се извлече паралела дека некоја од државите би била изземена. Според моите информации не.
иако сиот ангажман зависи од секоја држава поединечно и политиката можно да зависи од секоја држава поединечно. Но до сега информациите кои што ги добиваме од Брисел се дека сите три држави би се движеле во оваа И насока. уште еднаш сумирано што треба да се заврши како домашна задача за да кажеме пред Брисел ние сме спремни, сега е на вас, повелете. 4 регулативи пренесени во Законот за електронски комуникации. Во една измена на законот? Во една измена на Законот за електронски комуникации и дополнително еден или два подзаконски акти. Сега видите, има многу техникали, еден од подзаконските акти чекаме да го донесе Европската унија за ние да го донесеме. Сега уште тие го немаат донесено, така што 2, максимум 3 подзаконски акти кои што ќе треба да бидат донесени во овој период. Добро. Сега изминатиот викенд ве видовме на фотографии од средба во премиерскиот кабинет, состанок, како што беше соопштено, посветен на реализацијата на реформската агенда од планот за раст на Европската унија за регионот. На првите попатни мерења, вашето министерство ги имаше исполнето сите задачи. Согласно на тоа можеа да бидат повлечени и парите предвидени, нели, како награда, условно кажано, за завршените задачи. За мерењето во декември имавте една задача, требаше да обезбедите, иако е комплициран чекорот, еве еден дел од него, приклучување кон списокот на доверливи трети земји на ЕУ за валидација на електронски потписи и други работи поврзани со тоа. Дали таа задача е исполнета? Прво да одговорам за претходниот чекор. 3 од 4 ни беа признати, освен Законот за електронски комуникации, кој што го доработивме до крајот на годината и со тоа ослободивме нешто помалку од 15 милиони евра, што кредит, што грант. Една третина е грант за буџетска поддршка на државата и навистина сметам дека направивме одлична работа. Што се однесува до чекорот до декември, заедно со Законот за електронски комуникации кој што го изменивме во собрание на 30 декември, имаме измена, односно имаме чекор кој што се однесува, да го објаснам за граѓаните, ова е признавање на електронските потписи кои што ние ги издаваме во оваа држава кон сите држави во Европската унија, што би значило дека ако потпишете договор тука во Македонија со вашиот електронски потпис кој што го даваат некои од нашите провајдери, тој ќе биде валиден како да сте го потпишале пред нотар во Германија или во Шведска или во другите држави. Ние за ова треба да ги пофалам и моите претходници, уште од почетокот на издавањето на овие доверливи услуги сме целосно согласени со барањата кои што ги имала Европската унија и многу од работите кои што тука се бара да бидат преточени во одлуки на влада, ние веќе ги имаме регулирани во Законот за електронски документи, електронски идентификации и доверливи услуги и измената што направивме во јуни месец дополнително не приближи до овој чекор. Ние ќе декларираме дека сме го исполниле чекорот со една забелешка, затоа што ова ќе се гледа и понатаму. Ние побаравме пред околу 2 месеци да бидеме запишани во списокот на доверливи држави на Европската унија. Таа задача има ЕУ да валидира дека сме ги исполниле сите барања и дека можеме да бидеме запишани во таа листа. Ако чекорот се чита стрикно технички, тогаш ние не сме запишани на листата на ЕУ, но тоа не е наша одлука, тоа е одлука на Европската унија, но ние ги исполнуваме сите можни чекори и направивме дополнителни инспекции на 4 провајдери во текот на месец декември и се покажа дека тие во целост ги исполнуваат стандардите. Значи вие ќе декларирате дека сте го исполниле чекорот, но ќе чекате оценка од Брисел така, дали е. Како и за сите чекори чекаме оценка од Брисел, но наш став на оваа тема и ставот на запознатите со овој случај дека во целост ги исполнуваме условите. Впрочем, станува збор за провајдери кои што се сертифицирале во странство и во Европската унија и кои што тие сертификати ги носат. Сега на оваа тема има интересна забелешка во извештајот на Европската комисија, во кој што се вели дека постојните алатки за идентификација и сертификати за потписи се уште не се лесни за користење и не се бесплатни за граѓаните. Да, има напор од страна на Европската унија да овие можности како електронски потпис и доверливи услуги бидат бесплатни за сите граѓани. Тоа не е директно обврска од реформската агенда, но е една заложба на Европската унија. Размислуваме во оваа насока. Има држави кои што целосно го национализираа процесот на издавање на доверливи услуги. Тоа значи дека државата има клуч и државата го издава тој клуч како валидатор. Моje мислење е дека при развиен приватен сектор, а во Македонија имаме 4-5 компании кои што го работат овој бизнис и го работат навистина квалитетно, не треба да се мешаме ние во процесот да ние издаваме за граѓаните, туку да видиме како можеме да намалиме цената.
Ако ја намалиме цената до некој прифатлива сума на годишно ниво, мислам дека нема потреба државата да влезе во приватниот сектор и да биде самата издава. Се уште сме на релација Скопје-Брисел, односите со и пристапниот процес. Дел од забелешките содржани во последниот извештај на Европската комисија за поглавието 10, дигитална трансформација и медиуми, се повторуваат и во овој извештај. Значи, она што било кажано во претходниот, го има и во овој. Зошто? Например, продолжување со подобрување на услугата за итни случаи на бројот 112 преку обезбедување доволно човечки ресурси, зголемување на напорите за зајакнување на независноста и капацитетот на медиумскиот регулатор, јавниот радиодифузен сервис, регулаторот за електронски комуникации. Па не би се сложил со вашата констатација, затоа што, ако забележите и во тоа што го цитиравте, е продолжување, зголемување, подобрување, што е процес кој што трае, никогаш не може да биде завршен. Но ако се вратите на извештајот од минатата година, таксативно беа наброени работите кои што не се завршени веќе неколку години. Нов закон за електронски комуникации, закон за сајбер безбедност, исполнување стандардите од НИС-2 директивата, две стратегии за сајбер безбедност и за ИКТ развој, кои што не беа донесени по 5 или по 8 години, забелешки за недоволна дигитализација на услуги, на незавршување на процеси, проекти кои што се финансирани од ЕУ, а се однесувале на ваквите услуги. И сите овие забелешки се исполнети. И за прв пат Европската унија нема наведено аспекти кои што воопшто не се таргетирани. Се согласувам, дел од забелешките и стојат, дека ние треба да ги подобриме механизмите на развој, дека регулаторот треба да биде поквалитетен, 112 дека треба уште повеќе да се расшири. Ако сакате и порталот за услуги дека треба да нуди уште нови услуги, различни и така натаму, но во секој случај сметам дека има сериозна дискрепанција, ова сум го кажувал и на други места, помеѓу анализата што е исполнето, што било барано, и до оценката колкав е напредокот. Сметам дека напредокот требаше да биде забележано политички, дека е многу поголем од тоа што се конкретните забелешки. Значи, вие сте на линија дека сепак политичката оценка е... Мислам дека имало малку повеќе политика во оценувањето, не во анализата, затоа што ако тргнете низ текстот, ќе видите дека сите забелешки се нотирани. Донесен е закон, донесена е стратегија, има имплементација на политики, но на крај забелешката е определен напред. Во извештајот на комисијата има забелешка и за капацитетот на министерството со кое раководите. Што е проблемот со капацитетот? Како и конкретно се вели дека министерството треба да ги подобри своите капацитети за поефикасно координирање на политиките за дигитална трансформација на земјата. Тука и се согласувам, два аспекти се. Едниот аспект е бројот на вработени и на ангажирани лица во министерството. Ние по систематизација би требало да имаме околу 230-240 вработени, во моментот бројката околу 160-170. И навистина, ако имаме исполнување на тој капацитет, на таа бројка, ќе бидеме и по-динамични, по-ефективни во работата. И вториот е политички, за разлика од други држави, кај нас Министерството за дигитална трансформација е едно од министерствата. Во некои држави тоа е канцеларија или агенција директно под председателот на владата и има можеби посилни механизми на контрола. Ние често забелешките кои што ќе ми ги даде определен граѓанин или компанија зошто и оваа услуга не е дигитализирана, зошто ова е поскапо, зошто не е поевтино, зошто не е бесплатно. Тешко е да објасните дека електронските услуги ние даваме платформата, но дигитализацијата на таа услуга во многу голема мерка зависи од конкретната институција. Кога имате моќта да одлучувате за таа конкретна институција, можеби би била работата подинамична. Сега на оваа попрактична, да речем, поразбирлива страна од тоа што го работите, дигитализацијата на услугите на институциите за граѓаните и за бизнисот. Пред нова година на настан на кој присуствуваше и премиерот, промовиравте терминали за услуги или така наречени е-киосци и промовиравте уште нешто, е-сандаче. Што од ова е функционално? Е-сандачето е веќе целосно функционално. Што значи е-сандаче? Тоа е практично вашиот државен инбокс и електронска адреса, не во смисла на имейл, пошто имейл сите веќе имаме од некај приватен провайдер, туку станува збор за вашата адреса во дигиталниот свет поврзан со државата. Идејата е да ние го искористиме ова сандаче да ги комуницираме директно граѓаните и оној пат кога тие немаат побарано некоја услуга. И ние го тестираме во овој период и доста успешно со една работа која што беше актуелна пред доаѓањето на оваа влада, а тоа е истекувањето на личните карти. Сега, кога ќе изминат 3 месеци пред истекот на вашата лична карта, ние автоматски ви испраќаме на вашето сандаче, а информација стигнува и на вашата мејл адреса,
дека вам ви истекува личната карта за одреден број на време и дека можете да се обновите, да се закажете обновување на следниот линк. На овој начин сакавме да покажеме колку е ефикасен овој модел и за 300.000 граѓани тоа веќе е овозможено затоа што се корисници на националниот портал за услуги. И стигнува ли таа порака до граѓаните? Стигнува пораката до граѓаните, имате линк, можете да кликнете на линкот кој што ќе ве одведе до закажувањето за обнова на вашата истечена. Што треба да биде друго функционалноста на ова Ова ќе нуди неограничени можности и сето тоа зависи од секоја од другите институции. Од опомени, од достасани документи, истекна рокови, дури и казни може да стигнуваат на ова сандаче. Така што можностите се неограничени и ова е една од обврските на дигиталната декада, затоа што значи дека државата директно електронски комуницира со граѓаните. Каде отишле државите кои што порано го започнале овој процес, да доставата на документи се врши целосно електронски на овој начин за оние граѓани кои што го имаат електронското сандаче. Што е со e-киосците? E-киосците треба да се сватат како машини кои што ве возможуваат директно да добиете услуга без да комуницирате со нашите центри за услуги или без да го користите порталот. За луѓето кои што дома немаат интернет, немаат принтер или немаат компјутер, на било кој киоск многу едноставно користењето, со неколку кликови стигнувате до потребната услуга, притискате печати, можете и да, ако се плаќа услугата, и плаќате со картичка. Тоа со и таа апарати веднаш што личат излегува на банкомат, на не знам, апарат за плаќање сметка, така, да речеме, така. во телеком Тие беа од операторите. некој време популарни. Сметавме дека ова ќе биде нова додадена вредност, затоа што во градовите каде што немаме центри за услуги или на местата кои што имаат голема фреквенција на граѓани, можете да ја користите брзо оваа услуга 24 часа, 7 дена во неделата, не зависите ни од работно време, ни дали некој вработен може да ви услужи и ќе ги намалиме и метежите. И има ли функционален киоск? До сега ги тестираме, затоа што краток беше периодот од пред нова година до денеска. Еден имаме функционален во Министерството, кој што се уште се користи како тест киоск и очекувам дека негде февруари месец ќе ги имаме првите поставени на фреквентни локации. А зошто ги најавувате работите пред да станат функционални? Па тоа е пракса во дигитализацијата, затоа што не можете да публикувате нешто што не е тестирано. А тестирањето најдобро се врши кога граѓаните ќе го видат. На пример, на настанот кој што го спомнавте, 3 киоси беа активни и ние имавме тој ден околу 1500 издадени услуги на самите киосци. Но се појавува да кочат, да не издаваат соодветен документ или на неправилен начин да го печатат. Се појавува некое блокирање во самиот киоск. Интернет конекцијата тестираме, така што ни треба да ги тестираме овие работи за да можеме да ги пласираме и да бидеме 100% сигурни дека ќе функционираат. Со секој дигитален продукт праксата е иста и јас планирам и во наредниот период на истиот начин. Значи, жител на Скопје, ако појде сега до киоскот во вашето министерство и сака да извади извод од матична книга на родени, ќе може тоа да го направи. Државјанство да, извод од матична книга за жал не, затоа што таа не е автоматска услуга. Сите услуги кои што се автоматски се издаваат веднаш на киоскот. На дигиталниот самит ЕУ Западен Балкан во Скопје во октомври минатата година ја промовиравте апликацијата Дигитален паричник, со која треба да се добие дигитална верзија на личните документи, лична карта, возачка дозвола и слично. Зошто не ја гледаме практичната примена на дигиталниот паричник до овој момент? Така е, промовиравме супер апликација, М-услуги и таа ќе биде апликација која што ќе нуди и електронски услуги, нешто слично на киоскот, на многу поедноставена верзија и ќе нуди лични документи, лична карта, пасош, понатаму тоа ќе бидат и дипломи за завршено образование, уверенија и така натаму. Ние во тој период ја пуштивме демо верзијата на апликацијата и можеше да се симне. Имавме доста интерес, околу 5000 наши сограѓани ја симна апликацијата и ја тестира и ни вратија огромен број на коментари, на забелешки, на недостатоци, недоследности и така натаму. И целиот изминат период работевме на средување, да речеме, на таа прва фаза на апликацијата. Во разговор со економските оператори, со ангажираните лица кои што работат на истата, ќе имаме верзијата за симнување на Play Store и на Apple Store во текот на февруари месец. Ова ќе биде исто процес кој што ќе се развива, нема да биде еднаш за секогаш.
искуството од другите држави вели дека минимум на 6 месеци има нова верзија на апликацијата, подобрувања, нови услуги и така натаму, но мора да започнеме од некаде и во февруари месец ќе имаме апликацијата. Два лични документи, лична карта и возачка дозвола во електронски формат и како што ветивме односно 3 зголемуваме бројот на услуги кои што ќе бидат стартно достапни. Добро, ајде во делот на електронските услуги може да претпоставиме нели тоа за што ќе се користи. Наједноставните на почеток. Сега во делот на личната карта и на возачката дозвола, ќе има ли тоа употребна своја практична вредност? Ние го изменивме законот за електронска идентификација, електронски идентитети и доверливи услуги, за да дозволиме постоење на вакви паричници. Тоа ни овозможува, почитувајќи го овој закон, веднаш да стапи на сила и на користење. Знаејќи го македонскиот контекст, свесен дека во другите закони пишува стрикно фотокопија од лична карта или лична карта на увид и така натаму, ние ќе работиме со подзаконските акти на секоја од овие големи заинтересирани страни и ќе се обидуваме да го притискаме овој процес. Во ниједна држава не влегло од првиот ден во целосно користење, но јас очекувам дека на пример банки, осигурителни друштва, Министерството за внатрешни работи ќе бидат играчите или актерите или соработниците кои што ќе бидат најактивни во овој процес. Еве да речеме, ако ве запре сообраќајна полиција, ќе може ли да се идентификувате со личната карта и возачката дозвола од дигиталниот паричник? Јас како ги читам и моментално законите, да. Но тоа е работа на Министерството за внатрешни работи и нивна надлежност во тие закони. Некои од правниците кои што ги консултирав од тоа министерство сметаат дека ќе треба да направат дополнителни измени на законите каде што ќе кажат дека и електронската верзија на личната карта, затоа што ова не е нова лична карта. Истата лична карта, со истиот број, истиот период на истекување и ние ги влечеме податоците од референтните бази на МВР. Немаме свои референтни бази. Така што ова се истите лични карти. Тие сега се зафатени со SafeCity. Но мислам дека мислејќи дека МВР размислува во процес на дигитализација како што размислуваат и за SafeCity, мислам дека ќе се движат и во оваа насока, имајќи во вид дека новите набавени автомобили во МВР веќе ќе имаат таблет уредите кои што можат да ги препознаваат и да ги читаат овие лични. Вие бевте вклучени во SafeCity некако или тоа е целосно автономен проект на МВР, но ние дадовме определени коментари за белешки кои што се однесуваат на нашите закони кои што ги има Министерството за дигитална трансформација, особено што се однесува на електронските документи, валидноста на електронските документи и така натаму, се со цел да не се случи да се издаваат документи кои што не се електронски валидни и потоа заради таа техникалија паднат во некој од судовите. Забелешките ги испративме, така што се надам дека ќе бидат применени. Да, докаде сте со проектот БЕБЕ? Така мислам дека го нарековте, кој треба да го автоматизира пријавувањето на новороденчиња и издавањето прв извод, така? Да. Кратко, ако ми дозволите со една реченица да го објаснам. Во моментот кога ќе се роди новороденче, најчесто таткото има таа обврска да помине во 4 различни институции, за да може на крајот да добие извод од матична книга на родени за своето бебе. Често има еден апсурд во кој што тој вади и венчаница, и извод од матична книга на родени своји на сопругата, и ги зема од еден шалтер и ги носи на друг шалтер за да може да извади извод од матична книга на родени. Целиот овој процес го дигитализираме. Вклучени се голем број на институции, тоа малку зема време во смисла на координација, платформата е готова. Во моментот правиме тестирање и мислам дека 1 март ќе имаме функционално во една најголемата болница. Таргетот е да биде тоа гинекологија и акушерство Скопје, затоа што имаме одлична соработка со клиниката. Поентата е дека додека мајката е се уште во болница, ќе го добие првиот извод од новороденче. 1 март е повторно поместување на рокот што си го имате зададено. Проверував, мојот коментар е во текот на 2026 година, така што ги проверувам овие датуми. Се тоа беше проблем на координација, затоа што имавме промена во Министерството за здравство, што потекна поголеми промени внатре во структурата. Здравство е клучен партнер заради системот Мој термин и заради болниците, и тука имавме еден Мораше да дадеме простор да се уигра новиот тим, но имаме одлична соработка и заедно со Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи, Управа за водење матични книги го стартуваме и ова ќе биде процес во фази. Во следната фаза ќе влезат, ова не сум го коментирал до сега, центрите за социјални грижи и општините, во кои што и фондот за здравство, во кои што и здравственото осигурување за новороденчето
и првата парична помош која што ја дава Министерството за социјална политика, демографија и млади, а потоа и општините кои што нудат парична помош на новороденчето, по автоматизам ќе ги добијат овие погодности без да треба да одат во секоја од овие институции. Кон крајот на минатата година владата објави јавен повик за доделување вредносни ваучери за студенти за набавка на електронски уреди. Беше предвидено да се доделат по 15.300 денари во ваучери за околу 55.000 студенти. Имате ли систематизирани податоци за тоа како се реализираше или се уште се реализира таа услуга? Завршена е мерката. Не, знам дека до 20 декември требаше да се аплицира. До 20 декември да се извади ваучер и до 1 јануари да се подигне уред. И мерката со тоа завршува. Можам да кажам дека ова е една од најуспешните мерки кои што биле спроведувани од Министерството. Можам да се вратиме ваучери беа доделени? 46.000 ваучери беа доделени, а 45.000 ваучери отприлика беа искористени. Што значи дека најголемиот дел од оние кои што извадиле ваучер го искористиле, што покажува за успешноста на мерката и вклученоста на сите засегнати страни, владата, генералниот секретаријат, ние и Министерството за образование и наука. Колку беше целисходна оваа мерка? Ги слушнавте коментарите за тоа дека зошто за сите студенти ако дел од нив имаат. Потоа се појави информација дека постдипломци исто така успеале да добијат ваучер. Што беше друго? Дека се тргувало со ваучерите практично. Ако знаеме дека отприлика околу 50.000 студенти учат на додипломски студии и дека 46.000 од нив извадиле ваучер, мерката сметам дека е повеќе од потребна и успешна. Да не била потребна, немало да аплицираат. Имавме можност, други држави го направиле тоа, да ние купуваме електронски уреди како држава и да ние ги разделуваме според наше видување. Но тогаш ќе се согласите дека ќе беше дискусија набавката, како се набавиле, зошто баш тој вид на уреди се набавиле, дали тие им се потребни на тие студенти и кој е критериумот по кој што ги разделувате на определени ученици да, на определени студенти или ученици не. И една министерка за дигитализација си даде оставка токму предизвикана од ваквиот вид на проект. Премиерот реши да пристапиме многу отворено, затоа што последниот пат кога што ова е направено 2005 или 2006 година. Така, мислам дека 2006. Што значи имале долг период во кој што ништо не е направено за намалување на тој гап, на тој јаз помеѓу студентите кои што имаат некаков уред и студентите кои што немаат никаков уред. Сега беше целта да им се помогне на сите без да дискриминираме кој од какво социјален статус е, кој какво семејство доаѓа, кој што има. Точно е, некои со ова добија поголема погодност. Некои од нив ги искористија ваучерите до платија, па си купија по квалитетни уреди. Но целта беше да имаме една база и да сме свесни дека да, во 2025 година сите студенти на додипломски студии сме ги обезбедиле со некаков електронски уред и сега веќе може да следат и настави да работат во дигиталниот свет. Но некои сигурно и тргуваа со ваучери. Сигурно, јас ги забележав тие прашања на социјалните медиуми, најчесто се обидуваа да купат некаков уред, па потоа истиот да го продадат. Да се идентификуваат. Да, мораше да се идентификуваат на лице место, подпишуваа под морална материјална кривична одговорност дека се тие и компаниите исто така подпишува и потоа тие уреди можеби некои од нив ги продавале, но ќе се согласите дека ова нема никаква можност. Постдипломците? Мислев нема никаква можност за контрола, затоа што се случува и поклон да добиете некаков уред, па потоа го препродаваат некои лица. Кај постдипломците во оваа мерка не беа вклучени. Дел од нив успеа да го изиграат системот во првите 24 часа заради несоодветност на базите на податоци, но не успеа да ги извадат да ги добијат своите уреди затоа што ваучерите беа поништени. Тоа беше мала група на луѓе, мислам дека 30 на ваучери вкупно беа изделени. И се на се вие сметате дека беше целисходна мерката? Па видете, 45.000 уреди имаме во Оптек. Мислам дека е корисно и за приватниот сектор, кој што успеа да продаде доста опрема, и за државата, затоа што на еден објективен начин раздели некои субвенции кои што претходно сигурно ќе бевме обвинувани дека сме ги разделили на некој партиски начин, дека сме правеле списоци и така натаму. Никој не се усуди тоа да го коментира. И трето, најважно, студентите добија уреди. Јас добив една фотографија од еден од факултетите каде што првите два реда на студенти имаат таблет пред себе кој што бил набавен со овој ваучер, така што мислам дека е целосно успешно. Им пишува влада? Не пишува ништо.
И следното мое прашање е поврзано со рационално трошење на јавни пари и отчетноста. Колегите од Призма пред неколку месеци објавија текст за јавна набавка спроведена од вашето министерство за одржување на системот за управување со документи, во кој посочија на серија коинциденции поврзани со фирмата што го доби договорот, инаку вреден 1,1 милион евра, кои водат до сопругот на државната секретарка во вашето министерство. Како ги објаснувате овие коинциденции? Па, тогаш ги коментирав на правен начин и на анализа на тоа што се случило, иако ми е жал што целосната анализа не беше достапна на посочениот текст. Денеска ќе искоментирам од вредносен аспект. Ние имаме после 3 години за прв пат одржување на националниот систем за менеджирање на документи. И тој систем за овие последни 6 месеци го дуплираше бројот на институции кои што се закачени, за разлика од 4-5 години претходно кога што имало само 20 институции, нови 20 се приклучени за овие 6 месеци, уште 15 институции чекаат да бидат приклучени и го развиваме модулот, јас давам многу оптимистички рокови изгледа, го развиваме модулот да целосно електронско работење внатре во министерствата, од подготовка на документот до негово архивирање и испраќање до другите институции. И драго ми е што во таа набавка ние за прв пат ставивме аспект на сајбер безбедност, затоа што во првите 2 месеци компанијата тестираше, се појавија многу сериозни слабости на системот кои што никогаш не биле таргетирани и за прв пат по тие тестови сега е постапено и завршена процедурата на за прв пат можеби портал кој што е безбедносно тестиран и целосно сме сигурни дека одлично работи. И ми е драго што во набавката баравме сериозни услови да тие компании ги исполнат за да не ни се случува како во минатото за да имаме пропуст. Ќе дозволите јас уште малку околу ризиците од корупција. Добитник на тендерот од 1,1 милион евра е фирмата Noma System Solutions во собственост на турското акционерско друштво Noma. И сега во Турција, оваа матичната фирма Нова, дели иста адреса со друга фирма, Normdeco, со која соработувал сопругот на државната секретарка во вашето министерство, а исто лице е соосновач и председател на управниот одбор во едната и менаџер во другата компанија. И сега од толкава Турција ваква коинциденција ќе се согласите дека е индикативно. Да, многу добро беше објаснато во одговорите и тие не беа споделени со јавност дека и во Турција, како и кај нас, имаме една адреса на која што се регистрираат поголем број на компании, затоа што тоа е адреса на определени адвокати, инвестициски друштва, компании и така натаму. И тоа не би рекол дека е некаква коинциденција, туку би кажал дека тоа е редовна пракса која што се случува на многу места. Имаше и дополнителен, се согласувам. Имаше и дополнителен коментар дека представникот во Македонија некогаш имал компанија со посоченото лице кој што вие го кажавте. Видете, не можам, и сме го коментирали во ова интервју, да анализираме кои се во државата има компании, каде се тие компании се наоѓаат и дали тие компании имаат или немаат некаква далечна поврзаност, ке се согласи дека ова е навистина преку 7 чекори поврзаност со определено лице кој што е познато на јавноста. Да е поврзано со некој од комисијата која што одлучувала, да е поврзано со мене лично, да е поврзано со некој кој што потпишува, склучува договори, директно, на начин кој што го уредува законот, би прифатил забелешка и би се коригирал. Истото име се појави претходно во еден друг случај, што го отвори СДСМ, мислам дека, за една набавка во вашето министерство за компјутерска опрема. И веројатно тоа дополнително го запали црвеното светленце. Мислам дека не го запали црвеното светленце, затоа што, за жал, до ден денес немаме одлука на Државната комисија за спречување корупција на ниту еден од овие потенцијални, така наречени случаи. Многу е лесно да расфрлате пердови во јавност и потоа да го потрошам јас моето време или министерството да одговори, тоа што не е наша обврска, ние ќе го одговориме. Но проблем е кога немате објективен суд дали нештото е законито или не е законито. Во дадениот случај ниту вашите колеги, ниту некој друг не ме обвини мене за незаконско постапување. Тоа беше првото прашање кое што го поставив кога првпат слушнав за овој случај. Дали нешто е законско? Ама многу пати корупцијата е озаконета кај нас. Тоа е проблемот. Вие ќе испочитувате сите процедури, мислам формално ќе ги испочитувате, а на крајот очигледно во позадина имало договор. Затоа што ако постои договор, немало да има и втор апликант. Немало случајот 5 пати, 6 пати да се поништува. Заради немање доволно документи или заради некој што не аплицирал или заради некој што не поднел документи. Во случај мислам дека имаше еден подобувач. Во петтиот обид. Имаше 4 претходни обиди во кои што имаше и други апликанти.
Така што, знаете, кога работите определена работа, гледате работите по закон. Надвор од тоа, ниту имам мандат, ниту можност да анализирам детали во други институции, во други држави, да вршам проверки и некакви инспекции. Тоа е задача на други институции. Јас и во тој момент повикував и кога СДСМ ги извади овие така наречени случаи, кој што е заинтересиран да пристапи ние да ги споделиме документите. Добро. Уште тогаш споделивме со ДКСК документи, но немам одговор. Работа на новинарите е секако се согласувам, да затоа ги одговарам на овие прашања и во секое време сум подготвен да одговарам. Везилка. Национален центар за вештачка интелигенција беше објавен како голем проект, дури и од председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Што се случува со Везилка? Везилка почнува да се реализира. Пред подпишување се на договор носителот на проектот, тоа е Финки, факултетот во рамки на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ние ги исплативме пред траншата, околу 10 милиони денари се веќе исплатени пред нова година и сега одиме во втора фаза. Може ли да објасните што е Везилка? Да, многу е важен овој центар. Тоа е практично градење на инфраструктура тука, која што како антена ќе се поврзе со фабрики за вештачка интелигенција во регионот, првенствено во Фарос во Грција, која што ќе користи капацитетите на тие фабрики за да брзо пресметува големи модели тука во Македонија. Првиот модел на кој што ќе работиме е моделот на голем јазичен модел на македонски јазик. Забележале граѓаните кои што користат алатки со вештачка интелигенција дека ниту еден од големите провајдери не нуди можности на македонски јазик, туку тоа е преведување. И затоа многу често неточни зборови излегуваат, нејасни контексти, историја погрешна и така натаму. Нашата задача е да дигитализираме голем корпус на македонска литература, што официјална, што неофицијална, која што ќе дадат и граѓаните, и од тој да направиме голем јазичен модел. Потоа, употребата на тој јазичен модел ќе се пренесе во администрацијата, во здравството, во земјоделието и така натаму, затоа што таргетот е што повеќе да се користи. И Везилка треба да го олесни пристапот и предпоставувам и чинењето на треба тоа. Да се замисли како една база со компјутери, која што е поврзана со системот тука кај нас, а тој па со светските дата бази на односно фабрики за вештачки интелигенција, и секој од нас како институции или како приватни компании ќе може да користи оваа можност. Замислата на авторите е да го направат да биде и open source, што ќе значи дека ќе може да се закачи и на било кој од сегашниве провајдери. Да речеме користите ChatGPT или Grok или некој друга алатка, и таа ќе има можност да се закачи на Везилки, да влече за македонски кога станува збор, да влече од македонскиот јазичен корпус. Министре, се најавуваше некаква алатка за јавното здравство, поврзана е со Везилка? Да, затоа што Финки веќе тестираше една алатка за јавно здравство заедно со некои од клиничките центри. Везилка ќе треба да им помогне да не користат странски провајдери или големи јазични корпуси. А што е алатката туку во јавното здравство? Мислам дека анализа на симптоми која што ќе им помага на матичните лекари да дефинираат дијагноза. Таа нема да дефинира за нив, туку ќе им даде, ќе пребарува или ќе прави анализи кои се можностите ако се внесат определени симптоми кај определен пациент. Крис Павловски, американецот со македонско потекло, во периметарот на председателот Доналд Трамп, покажуваше некакви аспирации за проекти поврзани и со, ако добро разбирам, дата центри, центри за вештачка интелигенција во земјава. Се случува ли нешто на тој план? Па што се однесува до дата центри, навистина е голем интересот, не само од Крис Павловски или од неговата компанија, туку од јас имав десетици состаноци изминатиот период и со премиерот и поединечно, кои што заинтересирани компании претежно од Соединетите американски држави, особено инвестициски фондови, се заинтересирани за инвестиции во ваква инфраструктура. Ние сме интересни затоа што имаме добра географска позиционираност, добра мрежа на оптички кабли на интернет и добра покриеност со електрична енергија и можност за енергија од обновливи извори, што за нив е многу интересно. И постои интерес во некои фази на разговарање сме, но не би можел да споделам повеќе информации затоа што не е донесена одлука. Конкретно во ниту еден од овој случај нема донесена одлука за инвестирање, така што не можам да споделам такви детали. Слушнав некакви коментари дека е незадоволен затоа што наводно побавно се одвиваат некои процеси од што тој очекувал дека ќе се одвиваат. Па не би знал да прокоментирам, немам слушнато такво нешто.
Околу состојбите во вашата партија се случи конгрес, лидерот Мицкоски доби трет мандат, според статутот тоа треба да биде негов последен. Ако ништо не се смени во меѓувреме, во 2029 година, вашата партија треба да добие нов лидер. Вие во една пригода имате изјавено дека очекувате конгресот да донесе свежина, енергија и нови идеи. Ги гледате тие сега по конгресот? Па конгресот донесе свежина, енергија и нови идеи затоа што донесовме два многу сериозни документи. Едниот кој што се однесува на отелотворување на таа доктрина која што напишавме во 2021 година и е стратегија до 2030. И второто е идеолошки постулати на ВМРО-ДПМН сега како партија која што е на власт. Затоа што кога ние подготвувавме доктрината за конгресот 2021 година, тогаш бевме партија која што дојде на локално ниво на власт и не можевме да ги развиваме концептите кои што ќе се однесуваат како ние ќе се однесуваме како партија во позиција. И доктрината ве носи таа доктрина не донесе поблиску до ЦДУ или поблиску до Фидес, например. Доктрината од 2021 година беше центар-десно доктрина, која што во целост беше усогласена со политиките на Европската народна партија, а сега стратегијата и идеолошките постулати, мислам дека уште повеќе го отворуваат тоа позиционирање на ВМРО-ДПМН, почитувајќи ги конзервативните вредности, но многу повеќе додавајќи македонски шмек, затоа што ние зборуваме за народна партија, вистина која што потекнува од народот и од организацијата ВМРО. По конгресот имате практично само лидер. Да, имате и други органи на партијата кои што функционираат, но до изборот на нови. Така. Треба да добиете ново раководство. До сега не слушнавме од лидерот што реши. Ке има подпредседатели, нема да има подпредседатели и така натаму. Внатре во партијата се слуша некакво ехо од можната одлука на лидерот. Па ехото ќе се слушне кога лидерот ќе го каже својот план. Убаво рековте, во моментот избрана функција е председателот на партијата. Имам доверба дека многу темелно ги анализира процесите кои што се случуваат во партијата, по екстензија и во владата, и според неговите замисли ќе донесе одлуката во кој правец ќе се движиме наредните 4 години во смисла на кадровски планирања. Знам дека секогаш најинтересно за јавноста е кој на кое место ќе биде како лик или како персона, но за мене многу позначено беше како се позиционираме политички, како ги поставуваме темелите на политиката, што ни е во фокус, дека работата и остварувањето на зацртаните цели не се во фокус, дека ние сме добиле довербата од граѓаните затоа што сме биле блиски до нив, остануваме блиски до нив, реализираме проекти и на тоа сум јас фокусиран, да. Затоа што ако се отидете во шпекулации постојано некој нешто ќе коментира, но тоа многу повеќе политиканство од политика. Тоа што објави дека во 2029 ВМРО ќе има нов лидер, колку ќе влијае на работата на владата според вас и дали веќе се чувствува можеби почетокот на битката за нов лидер? Па не би рекол дека има некаква битка, амбициите се природна работа на сите кои што се занимаваат со политика или секој кој што сака да расте во својата кариера, но во исто време мислам дека сега ќе биде уште поквалитетна работата на владата затоа што имаме едно растоварување од избори и партиски и национални избори и во наредните 2,5-3 години очекувам една зголемена динамика на работата и на владата и на партијата затоа што е време и на покажување резултати, базата е подготвена, сега треба да се реализираат резултати, така што мислам дека уште подобри ќе бидат решенијата кои што ќе се случуваат во наредниот период, затоа што нема да имаме стега од некаков вид на избор. Треба да очекуваме реконструкција на владата март-април? Па тоа најдобро би го консултирале премиерот, затоа што тој е оној кој што предлага и одлучува. Такви беа најавите, но тоа сепак е анализа која што тој ја прави. Се надам дека ќе донесе соодветна одлука. А промени во партнерите во владата, заминување на некои, влегување на нови партнери? Видете, политички се е можно, секогаш таа изјава се толкува на различен начин, но можност постои за промени, но во моментот нема таква најава затоа што навистина е стабилна. Владата, вие го спомнавте состанокот од саботата, таму беа присутни сите владини партнери од сите ресори, сите еднакво се посветени на реализација на програмата на владата и доколку постојат некакви промени, тие ќе значат дополнителна дестабилизација на функционирањето. Темата е повеќе колку е компактен влен, колку односите внатре во таа структура влијаат исто така и на работата на владата. Па можам да кажам како владини ресори ние имаме одлична комуникација со било кој од
соодветните ресори, не се чувствува некаква нестабилност во рамки на функционирањето на владата. Тековни се и седници, тековно и работењето, тековно се реализираат проекти, нема некоја дестабилизација. И мислам дека со завршувањето на локалните избори и кај ВЛН постои простор за консолидација на партиското тело во една политичка структура, дали било една партија или коалиција, очигледно тешко ќе оди таму, не може за лидер да речам, се се постигна многу добри резултати овие локални избори, тие треба да се капитализираат и да се искористат во решавање на проблеми. Лично вие се уште сте формално секретар за меѓународна соработка? Да, до изборот на нова структура јас таа функција. Себе си каде се гледате во партијата? Па ова прашање ми го поставивте и првото интервју кога бев на оваа позиција и кажав дека тогаш беше во контекст дека млад човек добил позиција одговорна во владата и мојата задача пред себе најмлад министер. Да, се уште сум. Бев тогаш одговорив дека мојата обврска е да испорачувам резултати и да докажам и пред себе и пред општеството и пред луѓето кои ме познаваат дека ние политичарите не сме само луѓе кои што зборуваат, туку реализираат. И тогаш наметнав една динамична агенда во тоа интервју, се сеќавам го и го гледав подготвувајќи се со ова и гледам како тие работи може да се реализираат. И тие работи огромен дел од нив се реализирани и некои од нив во текот на реализација. Така што ако исполнувате резултати, мислам дека перцепцијата на јавноста ќе биде позитивна и ќе успеете во животот да покажете дека навистина не сте случајно на позицијата на која што сте. Така што релаксиран сум со од партиски можности, функции и така натаму и јас ќе испорачувам додека таа можност ми е дадена. Популарно е магистрирање и докторирање за време на мандатите. Видовме примери на двајца министри. Вие сте докторант на правниот факултет. До каде сте со тоа? Морам да ви кажам дека тука сум послаб, затоа што ги исполнив дел од врските, најголемиот дел од врските, но докторатот се уште не ми е подготвен и се надам дека ќе успеам да го стасам последниот рок кој што ми го дозволува правниот факултет во Скопје. Исполнив дел од врските минатиот јануари, кои што беа поврзани со студиски посети. Бев кратко во Германија, на универзитетот во Сарланд и се надам дека наредниот период, кога ќе дозволи времето, ќе успеам да го завршам текстот. Логично е за вас кога министри на функција магистрираат во текот на министерувањето? Зависност од и тоа на теми блиски до ресорите во кои што работите. До каде сте стасале, имав јас еден предизвик да пишувам малку повеќе трудови кои што се однесуваат на работата која што ја вршам во моментот, врската помеѓу правото и информатичката технологија или правото и вештачката интелигенција. Има еден предизвик тука, навистина ги гледате работите суштински од внатре како се случуваат, па можеби најдобро можете да анализирате. Но можеби откако ќе заминете од функција е најдобро да се случува. Се согласувам, но ако сте почнале, па и добро е да го завршите процесот. Јас таа една критика која што се поставам на себе дека можеби малку повеќе треба посветам внимание во текот на викендот или во текот на летните или зимските одмори да посветам внимание да се заврши ова прашање и им го посакувам тоа и на сите кои што се во процес на магистрирање и докторирање. Благодарам за овој разговор. Благодарам на можност и уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Почитувани, благодарам за вниманието со кое не следевте. До крајот гледајте новата саботажа. Ви закажувам нова средба в четврток навечер. Пријатно. Наутиката ич не им е својствена на нашиве политичари. Едни сметаат дека низ европските бранови полесно ќе се плови ако има јако сидро кое силно ќе влече нанапред. А други, оние кои од коњи се симнаа на магаре, во обид за негативна интерпретација на опонентите. Сами се дават во изборот на зборови. Раководството на ДУИ веќе губи компас. Сакам во ова да се доискажам, значи не може да дојдат во израз и гледаат дека тонот броде. Тие пак што си стојат на брегот, представувајќи се како спасителска служба. Како не баре сериозно загрижени за безбедноста на сурферите, кои според нив без даска трнале да јаваат на големата, широка и висока водна површина. Делат совети за непогодите од евентуалната авантура. Немојте да дозволите да ве носат континуирано во длабоко. На крај ќе се удавите. Додека трае дилемата околу тоа дали некому ќе му биде фрлена сламка за спас, посочените потенцијални давеници сметаат дека може да пливаат и на суво. Заземајќи навидум спокојна поза, се повикуваат на искуството и на традицијата, кои велат
има влијание за начинот на кој се бира карпата за фрлање. Ние охриѓани знаеме каде во длабокото се скока, а кај не се скока. А вие очигледно веќе сте скокнале, како ќе испливате, не знам, вие мислите му. Сепак за ваквата конфронтација кој изгледа дополнително ќе се разжестува, неопходно е превентивно да се интервенира, за да може да се издадат рецепти, откако потполно ќе се диагностицира проблемот. Чекорите се утврдени. Тераписки пристап, симптомска инхалациона и итна медицинска терапија, лабораторски анализи, крвна група, ЦРП, крвна слика ЦРП и урина. Ако тоа не го предвиди, решението треба да се бара во опсегот на одамна восстановените процедури, кои веројатно нема да ја намалат збунетоста, ама ќе ја смират напнатоста и вознемиреноста. Нема она голем диапазон, нема диапазон голем на... И на крајот, ефектот изгледа евидентен. Смиреност, леснотија, зен. Гледате каква позитивна енергија и мисла има. Јас не видов денеска намуртен човек, сите се насмејани. Така е тоа кога движењето е празнично, лимитирано и меѓуизбрана публика. Низ така широк диапазон може да гледаат само тие што не живеат долу. Оти одгори и од високо и намрштените слонови изгледаат како мравки. Нормално насмејани.